Пред се, организацијата на овогодинешниот отворен ден на граѓанското образование, кој што нашето училиште го реализира по втор пат, беше еден голем предизвик за нас, но едно убаво искуство дека со желба за работа можеме да успееме без разлика на пречките од денешницата. Воедно сакам да им се заблагодарам на директорот на нашето училиште и наставниците по граѓанско образование, кои што ни дадоа несебична поддршка и не поддржаа во нашите активности и идеи да можеме да ги оствариме. Годинава наш главен мотив беше сајбер насилството, за кое сметавме дека е тема на која треба да се обрне доста внимание. За таа цел спроведовме прашалници помеѓу учениците и родителите за тоа колку добро се запознаени со сајбер насилството и последиците од истото. Направивме презентација за заштита и превенција од сајбер насилството. Реализиравме ликовен и литературен конкурс на кој можеа да учествуваат учениците од двете основни училишта во градот. И учениците од 8 оделение направија драма и интервју со лица кои сметаа дека може да им помогнат на таа тема. За мене, како председател на ученичкиот парламент, представува голема чест и задоволство што сум дел од сето ова и заедно со моите соученици успеавме да го представиме нашето училиште во убаво светло. Добар ден, јас сум Сара Ангелова, ученик во 8 оделение во Основното училиште Свети Климент Охридски. Денес во нашето училиште се организира акција под мотото "Подарувам книга". Носител на нашата акција е ученичкиот парламент од нашето училиште под менторство на наставниците по граѓанско образование. Во оваа наша акција е предвидено да земат учество учениците, наставниците и сите заинтересирани граѓани со тоа што ќе подарат книга во која ќе напишаат позитивна порака за читањето и ќе го додадат своето име. Целта на денешната акција е кај учениците да се развие, да се разбуди хуманоста, волонтерството, општествената одговорност, желбата и љубовта кон читањето. Собраните книги ќе бидат донирани во библиотеките во подрачните училишта кои работат во склоп на Централното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчево. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на сите кои досега подарија книга и ги поканувам сите заинтересирани да земат учество во нашата акција. Ви благодарам. Книгата ни отвара нови светови, може да не одведе до секој каче на земјината топка, да не запознае со нови култури и различни цивилизации, но и да не научи да ги препознаваме и да ги практикуваме основните особини кои што човекот го прават човек. Оваа акција што денес ја прават учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски посебно ме радува, затоа што книгата е непроценливо богатство и јас можам денес да учествувам во оваа акција и да подарам книга. Ова е хумана порака која што може да помогне овие подарени книги да стигнат по рацете на учениците кои што ги немаат прочитано и јас се надевам дека со оваа идеја на учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски ќе прерасне во една нова практика, во едно волонтерство, кое што верувам ќе премине во традиција, не само овде во Свети Климент Охридски Основното училиште, туку и во сите други образовни институции во нашата општина. Јавната локална библиотека Илинден се приклучи на акцијата "Подарувај книга" што ја организира Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. Оваа акција навистина е за пофалба и е многу добра затоа што сите дома имаме книги кои што сигурно фаќаат прашине или зафаќаат простор, а овде кога ќе се донираат во училиштето ќе бидат чувани во соодветни услови и ќе бидат искористени на најдобар можен начин, односно ќе бидат прочитани од оние ученици кои што сакаат да читаат. Јавната локална библиотека Илинден донираше дел лектири, а дел сликовници за помалите ученици.